Продолжува изградбата на пругата кон Бугарија. Во Кумановско се работи на неколку локации, меѓу кои на надвозникот на влезот во населбата Перочичо. Поради активностите сообраќајот се одвива на една коловозна лента. Од општина Куманово информираа дека побарале од железници да се забрзаат работите за да не се прави застој во сообраќајот. Тие се надеваат дека нема да се повтори состојбата кога претходниот изведувач си замина и остави отворено градилиште. Општината тогаш го санираше патот, но и ги тужеше железници, а спорот го доби и на суд. Ние разговаравме со железница, имавме неколку координирани состаноци, како што знаете, реконструкцијата на постоечката патна траса, тоа е она улица зад Бараки што тргнува од туш, а завршува пред спомен Костурница, во неколку делови не е целосно реализирана, токму на барањето на македонски железници, бидејќи сметаат дека тука треба да изведат одредени атмосферски пропусти и сметаат дека таа патна траса, која што е трасирана повеќе од 30 и повеќе години, всушност навлегува во заштитниот појас на железницата, го разрешивме и го надминавме тој проблем. Разговараме со изведувачот, дадовме сообраќајна согласност, побаравме поитна интервенција од нивна страна, за да не се прави застој во сообраќајот, да не ни се повтори тоа што беше со претходниот изведувач кој што ги отпашна работите, а потоа го остави градилиштето каде што општина Куманово сама на сопствена сметка интервенираше и го санираше, затоа ја имаме утужено Македонска железница, го имаме добиено тој спор, должни се да ни ги обештетат тие средства, дали тоа ќе го направат, до денеска го немаат направено, но факт е дека и тоа јавно предпријатие стопанисува во многу сериозна финансиска состојба, имаме разбирање за тоа, максимално сме кооперативни, се работи за сериозен проект од национален интерес, иако сметам дека е направена огромна неправда кон општина Куманово, бидејќи општина Куманово сега со овој коридор дополнително е поделена на 2/4, со првиот коридор кој што е автопатот Е75 е поделена на 2 половини, а сега во овој случај е поделена на дополнително со уште една траса, можеби кога се работело тоа стратешко решение со студијата и комплетниот проект, требала да ја одмине централната зона на градот, бидејќи тогаш тоа било периферија, но во меѓувреме градот се ширил и сега самата железничка пруга поминува во густо населена средина. Првиот човек на Куманово информира дека побарали да се постават бариери заради безбедност на жителите. Знаете дека во тој дел на градот ги имаме можеби најпроблематичните населби, кои што се во најголем дел дивоградби. Дополнително побаравме од нив да се заштити самата траса, првенствено заради безбедност на самите жители кои што живеат тука, со изградба на бетонски бариери. По првичниот проект беше предвидено да се реализираат челични бариери со алуминиумски прегради, кои што сметам дека би биле во иднина предмет на оштетување. Железница ја прифати таа сугестија и сега ќе видиме како ќе напредува изведувачот. Но укажува и дека патната инфраструктура постојано се уништува од тешките товарни возила. Изведувачот има обврски да врши контролиран дотур на материјалот, да користи соодветни траси за истиот и за тоа да плати секако надокнада на општината. Во моментов не можам да ви кажам дали имаме издадено такво решение, но водени од претходно искуство на градење на железничката траса Куманово-Белјаковци, знам дека нашата патна инфраструктура, која што многу тешко ја направиме кон село Клечовце, во моментов во цело се уништена поради движење на несоодветни и тешки возила над 20 и повеќе тони. И општина Куманово мора тоа да изнајде начин да дојде до одредени субвенции од страна на железници и тие патни траси да ги реконструира на нивна сметка. Дел од жителите посочуваат дека работите на терен се одвиваат забрзано, но потенцираат дека е намален делот за пешаците. Пошто досега беше и така, но сега за брзо се работи. Гледам и мостот се направи за брзо време, во споредба со овој другиот што беше. Така да се надевам дека ќе биде што побрзо, а и подобро за нас. Овој дел тука, може да кажам негде грубо, пола Куманово е на тој дел тука. Меѓутоа,
Овој пат кога се направи тротоарот го оставија така и еве гледате тука имаме колку пола метар, што тоа е многу малку. Но се надевам дека оваа страна сега што е правена, дека ќе свата дека тоа треба да се направи и мислам дека ќе се направи. Проблем во овој дел од градот е и дивата депонија која постојано се создава. Изградбата на пругата кон Бугарија почна од 1994 година, од тогаш имаше неколку прекини. Последната активност пред новото активирање лани беше во јуни 2020 година.